Гевгеличани и екологисти од цела држава протестираат против изградба на две мали хидроцентрали на реката Дошница на Кожов. По 3-дневни блокади, револтот на локалното население кулминира со протест преку кој порачуваат дека ваквите проекти се екоцид. Една од водачите на протестите е гевгеличанката Марина Томова. Таа вели дека обидот да се градат хидроцентрали на Дошница е рамно на предавство на народот. Мене лично што ме поврзува со реката Дошница и јас како личност е мојата поврзаност со мојот прадедо Крсте Марков, кој бил доброволец и ги снабдувал партизаните кои што се наоѓале на реката Дошница и пиеле вода од таа река, за ние да живееме во слобода денеска. Тие војници биле ваши дедовци, прадедовци, ваши роднини. Тој ги снабдувал со оружје, храна и облека. Тој бил крвнички убиен за грска пари од наши така наречени македонци, што си имаме исто така во моментот работа со такви македонци, што се работи за профит, за лични интереси да се стави реката во цевка. На блокадите кај Гевгелија изминатите 3 дена беа претежно млади луѓе. Тие велат дека им е смачено од тоа да гледаат како се разграбува природното и национално богатство за ситни интереси на поединци. Кристијан Алчинов потекнува од пчеларско семејство, кое со генерации пчелари под падините на планината Кожов. За него е незамисливо да се дозволи да се уништи просторот каде што живее автохтоната македонска пчела Апис мелифера македоника. Со изградбата на малите хидроцентрали, две кои што се планирани на реката Дошница, тоа се Папрат и Баров дол, ќе се изгуби едно огромно богатство кое што го имаме ние луѓето кои што сме го наследиле од нашите предци и треба да го оставиме во својата чиста форма за нашите идни генерации и идни поколенија. Пораката е јасна и гласна, хидроцентрали на реката Дошница ќе нема. Максимално со сите возможни ресурси, со сите сили и средства, ние ќе се бориме, ако е потребно и со жив зид, да одбраниме реката Дошница од ваквите злонамерни проекти. Граѓаните на Гевгелија, Кавадарци, Демиркапија и другите места од околината бараат итно и трајно да се запрат ваквите проекти. Протестите против изградбата на двете мали хидроцентрали на реката Дошница продолжуваат по пауза од речиси 1 година. Локалното население повторно се мобилизираше изминатава седмица откако забележале како градежна механизација работи во околината на реката Дошница. Тие подсетуваат на почитување на барањата на меѓународните конвенции за неизградба на мали хидроцентрали и уништување на реките и биодиверзитетот. Апелираат и за покажување на целата документација поврзана со хидроцентралите, бидејќи сметаат дека проектот се водел тајно, што отвора сомнеж за законски пропусти и корупција.